Резолуцијата со црвени линии предложена од СДСМ е полна со фалсификати и лаги, смета премиерот Мицкоски. Тој вели дека документот се обидува да негира историски факти кои се однесуваат на македонскиот јазик. Забележува и дека новото уставно име на државата се користело за настани кога земјата се нарекувала Република Македонија. Се обидува да се негира еден историски факт и да се каже дека македонскиот јазик бил официјален јазик во Обединетите нации од 2019 година. Тоа е една монструозна лага, посебно во годината кога славиме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик и неговото примање во Обединетите нации како официјален јазик на тогашната Југословенска федерација заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот јазик. Истовремено има неколку други фалсификати, а тоа е дека во 2005 година Северна Македонија не доби датум за почнување на преговори, туку доби Република Македонија. За дел од политичките аналитичари, резолуцијата на СДСМ не понудила ништо ново за создавање на единствен став во однос на црвените линии. Не постоел ниту механизам кој по внесување на бугарите во уставот ќе спречи нови барања од Софија. Значи, повлечено е секаква можност за некакво, напуштање на преговори, повлечено е секаква можност за создавање на механизам со кој со кој би се повлекло тоа прифаќање на бугарите во уставот. Едноставно, ние ќе прифатиме све на добра волја, па ако има вето, а најверојатно ќе има вето, никому ништо, ќе продолжиме понатаму. Заради бројните пропусти по локалните избори, своја резолуција ќе понуди и ВМРО ДПМН најави Мицкоски. Нејзина цел ќе била да ги заштити македонските национални интереси. И ние како ВМРО ДПМН, како одговорна државотворна партија, ќе направиме една вистинска резолуција, како подлога ќе искористиме оваа резолуција и преку собраниските комисии, после завршувањето на локалните избори, ќе формираме така наречена македонска резолуција, која што ќе има за цел да ги штити македонските национални интереси. Нешто што за жал за СДСМ видовме во минатото дека не постои, а мене ми е жал што и овој претседател на СДСМ, како и неговите двајца претходници, продолжува по таа патека. Инаку Мицкоски најави дека по нова година очекува интензивирање на решавање на спорот со Бугарија, а во процесот ќе се вклучи и моќна европска земја. Зоран Јаневски, Сител телевизија.